најголемиот проблем е што стануваш невидлив. И тоа, како стареш, почнеш да го осеќаш, особено после 50-та година. Ја искрено, ради така како што сум скорен, немам проблеми со тоа, јас сум свесен дека човекот на крај секогаш останува сам. Или, колку и да има луѓе околу него, има момент или два кога ќе мора еднаш да остане сам со себе, барем тие последни секунди, и да погледне све наназад или како и да се прави тоа, не знам, ќе видим кога ќе дојде време. И се прашав дали е добро таа илузија да ја видиш порано. Ја рецимо релативно рано сум ја видел, јас ја прв пат јавно ја кажувам, инаку ја тоа сум почнал да го гледам прв пат уште пред 3-4 години и како нели стареам се, го гледам се повеќе и повеќе. И тоа не е пријатно чувство, да се разбереме, за сите овие кои што уште не стигнале до моите години, а овие кои што стигнале ги престигнале знаат за што зборам, а овие кои што уште не стигнале да знаат дека истото ги чека, така да не си го трошат времето премислување и дали да го направам ова што треба да го направам, па чекај што ќе помисли овој, што ќе помисли оној, што правите док можете, оти кога ќе почне да стануете невидливи, жабе ви е све. Така што, значи, ми се губи мислата, но философирам! Како Цуцуловски сум сега. Така што реков, не знам дали е добро таа илузија која ќе разбиеш док си помлад, релативно е вака, као ја што реков пред 3-4 години кога почнав тоа да го сваќам. Или е супер да ти тера илузијата, мене не може да ми тера и од други причини или на луѓе као мене во мој диапазон. Не може долго време да ја одржуваат, може да ја одржуваат долго време таа илузија дека се видливи и овие што имаат многу пари. Они може да си одржуваат таа илузија, дека се уште многу битни, видливи, па ги гледате луѓе како прават циркузанти од себе на 80 години, имаш фалерка 35 години, 40 години од него постара. Или не знам, ако има 50 кусур, има, со знам, цура 25 години, 26 години, значи, ја одржува илузијата дека е видлив. И да, конкретен случај, париве, моќта, функциите, политиката, ако си нели имаш функција, ако имаш функција политичка, имаш моќ, ако имаш моќ, нели имаш и пари и ово, значи да, тоа помага да ја одржите таа илузија, но пак велам, еден ден пак ќе мора да се соочите. Значи, како и да се вртиш, луѓето се смртни, кажано со јазикот на филозофите. Или како викаше Сократ ли беше, кој кур ли беше, некој од тие гејовите старогрчки беа, викаше човекот е смртен, Сократ е човек, значи Сократ е смртен. И абе, тоа ти е LGBT, ама гледаш како филозофирале тие старите грци од како ќе му го начука некој момченце. И одма почнеш да филозофираш, станеш попаметен. Сега, немојте да мислите да се дека филозофирам дека некој ми го начукал. Можеш да филозофираш и ако никој не ти го начука, мислам да се разберем. Гледате каков имам механизам за, како се вика тоа, механизам за дефокус и одбремен механизам, тоест дефокус, за да не излезам мелодраматичен, патетичен и така натоме. Одма вртам на начукуење на Сократ, Гео и она и ви станува поинтересно филозофирање. Иначе тука нешто ако почнав смртта, стануваш невидлив, сите сме смртни, никој не те ебава више од кој ќе умреш после ден-два, постоиш уште ден-два на Фейсбук и више те нем.
Значи, одма е друго. На чукуење одма имаш. Интересно, каже. Курс е тресила на ова. Така да, кој ќе сватиш дека една друга работа, дека старењето во Македонија, во вакви средини е уште потешко. Затоа што самата средина, самото општество, како е конципирано години назад, децении, како функционира, нели, пошто сме сиромашна земја. Рачунете дека староста е уште по-недостоинствена, отколку да кажеме во Норвешка, Данска, нели, Шведска, сите знаеме како функционираат овие германски, дански, норвешки, не знам какви туристи. Значи, он оди у пензија и после тоа наредни док не умре, го шета светов. Затоа што државата со тоа му вика благодарам, еве ти пензија добра, еве ти ова, сега малце да поуживаш, затоа што 40 години ти си го вложил својот пот, својата крв, своите нерви во темелите да оваа држава да обстане. Кај нас, знаете, имате илјадници пензионери кои што пензијата ја трошат буквално само за лекови. И во тоа нема ништо достоинствено. Во сиромаштијата нема ништо достоинствено. Сиромаштијата е понижувачка. И тоа нашите политичари мора да го сватат веднаш. Јас знам дека во политика, сите знаеме дека во политика се влегува за да станеш за 4 години милионер, ако не си милионер. Затоа се влегува. Сите го знаеме тоа. Но, тоа е една работа, секој сака да има пари, да има лагоден живот, да си дозволи некои работи што не можел, особено ако не можел никогаш у живот да си ги дозволи, но има една работа друга, а тоа се вика одговорност, а тоа се вика емпатија, дека ја не можам да бидам среќен, а ако околината во која што живеам луѓето исто така, ако се несреќни, како ја би можел да бидам среќен. Да, ова е на ниво на демагогија, но ја кажувам јас, не од позиција на моќник, на министер, на тајкун кој што има многу пари, него од позиција на клошар, така што моето не може да се земе дека е демагогија. Ако го чуете ова од некој тајкун или моќник или не знам што, јасно е што тоа е чиста демагогија. Како оној кретенон, како се викаше Робин Шарма, што пишува книги за демек како луѓето не смеат да тонат во материјалното, како треба да бидат над материјалното, да бидат духовни, а самиот има некоја тамо компанија која што чини, не знам, 2-3 милиарди долари. Тоа е демагогија. Затоа на времето неговата книга, која прочитав 5-7 реда, која прочитав што е биографијава, ми мрчи за ова, козу ми е джитнал од зид, се распадна цело, иначе книгата беше на Васил Тупурковски, ми ја подари демек да ја читам, демек убава книга, и се распадна книгава, па бев му купував нова книга, па му ја давав не примети дека јеботе Бог. И ми продава муда за бубрези некој тамо мултимилионер од негде, да бил над духовното, и над материјалното бил. А има компанија од 5 милиарди долари. Јебем вам матер, демагошка. Така да кај нас е многу потешко дали да се биде, да се има достоинствена старост и тука треба да се поведе сметка од државата, затоа што сите идеме натаму. Извинете, али сите идеме натаму. Како викаше на времето еден другар на дедо ми кој што доживеа 90 кусур години, знаете како ми кажа? Кој се враќавме од погребот на дедо ми. Абе 20 бориот што стар 90 кусур години имаше тогаш. Вика, синко, староста е тешка, ама тешко на тој што не ја доживеал. Ја го гледам вака, тоаш го возев од Бутел према Карпош. Сака да му кажам, шопа за малце те враќам назад. Али не, се заебавам се, нема врска. Негош кога го кажа тоа и викам, пичка му матерна, ние вајда и за оваа работа управо. Оти го гледаме
како да ти кажеме, 20 бори 90 и кусор години, но изгледа дека е така и дека да, човекот може би еден ден и има луѓе кои што стварно после години почнуваат да се изморуваат од животот и викаат, нели, сега е доста, мислам, изморен сум стварно, има и такви луѓе, знам, кои што нели не мислуваат нешто да си направат на себе, но се веќе изморени, едва и чекаат, како да ви кажам, има и такви, сум запознал такви, баш една мајка на еден мој познаник. Тата била на лекар, кај другар на сини, матичен, влегла, што е бе и рекол на овој другаров на сини на мајкава негова. Што те боли? Ништо не ме боли, вика. Добро, вика, зашо да е нешто лекоите не ти одговараат да смениме? Не, вика, какви лекови, јас се немам напиено лекче, синко, се немам напиено апче, вика, кој знае колку 5-6 години, иначе 93 години жена. Не се немам напиено апче, па добро бе, вика, зошто дојде, вика, со аутобуси, она сменила 2 аутобуси да дојде, зошто бе доаѓаше потоплово со аутобуси до кај мене дојде? Абе, вика, синко, дојде да те прашам, од што ќе се умира, бе? Оваа здрава бутур, не, исплашена е, од што ќе се умира, пошто сите несени другарки умреле кон крајот на минатиот век. Става само, што ќе прави? Сам забегав со муабетов, али тоа ми беше поентава, значи не е пријатно кога станеш невидлив, но мора да се прифати се у животот. Ствари, не мора ништо да се прифати, али полесно би било ако прифатиш и старење и се да си има некој свој тек и како што викаат старите, да има ред. Хај сега, јепте се! Доста беше филозофирање, паметуење, сепак ја треба пред вашите очи да останам на ниво на неандерталец, како што ме замислуете. Ја немам своја мисла, ја не размислувам ништо, ја така функционирам. Краток фитил и неандерталски мозок, не заборавајте. Формула на успех овде. Ајча! Пичко матер, многу јадам гомна.